Почитувани присутни, драги гости, ви благодарам на сите за денешното присуство на оваа трибина. Говориме на една тема на која што можам да кажам барем мој субјективен впечаток дека доста ретко се говори и се експлоатира во јавноста. Тоа се односот на родителите и остварувањето на родителското право во однос на нивните деца по развод на бракови. Меѓутоа тука нема, мислам дека да се фокусираме само во однос на остварување на родителските права по развод на бракови, туку воопшто како се формулира концептот на остварување на родителско право и родителска должност во постојниот закон за семејство и сите аномалии кои што се содржани во постојниот закон за семејство, новите трендови и новите предлози, односно новиот нацрт закон за семејство, со самото тоа ќе допреме и некои други теми кои што се поврзани нели со утојувањето на децата, што како појава најчесто се јавува по развод на бракови. Она што сакам да го кажам е и покрај тоа што мислам дека имам работа со искусни беседници, говорници, панелисти на трибинава, мислам морам да потенцирам чисто поради тоа што сум модератор, па таа формалност мора да испочитува. Апелирам до сите панелисти на оваа дискусија да останат воздржани во смисла на изнесување на вредливи коментари во однос на другите или да зачуваме нели едно достоинствено ниво на комуникација без разлика на тоа што тука ќе имаме спротивставени ставови меѓу себе и исто така до публиката апел затоа што после ќе имаме нели и време кога публиката ќе може да поставува прашање и да се вклучи во дискусија со своите коментари. Она што треба да го знаете дека панелистите на денешната дискусија, вклучително и мене како модератор, ги искажуваат личните ставови, значи ова нема никаква врска со искажување на проповеди или апсолутни вистини, туку тоа се некои своји лични ставови кои што сите ги градиме врз база на нашето лично искуство, образование, позадина и така натаму. Кажав дека после нели и самата публика ќе може да биде вклучена во дискусијата да ги изразува своите коментари. И исто така апелирам да го задржиме нели тоа достоинствено ниво на поставување прашање на комуникација, да не се осудуваме меѓусебно и секако да не навлегуваме во личниот простор, односно да не кажуваме лични приказни, туку да биде дебатата фокусирана на постојниот на законот, постојниот закон за семејство, кои се неговите недостатоци и слабости и да видиме што може да се апсолвира во новиот нацрт закон за семејство. Со однос на тоа дека организаторот на оваа трибина е Сдружение Наши, председателот Сашо Панговски, кога го повикам прв да земе збор, апелирам тоа да е некаде разумно временско ограничување од 15 минути и еве за почетокот да ги воведеме слушателите и публиката, затоа што ова ќе има и нели поширок јавен простор, ќе биде објавено и во медиуми, да не запознаете со тоа кои се вашите постојни формулирани барања во однос на тоа што треба да го содржи новиот закон, нацрт закон за семејство и што воопшто ајде значи 50-50 родителство, затоа што многу често во јавност барем тоа е мој впечаток, се шпекулира околу начинот на тоа што значи равноправно и равномерно делење на родителските обврски по развод на брак, дали е тоа само задоволување на физичкиот простор, односно физичкото време кој што децата го поминуваат со родителите или сите други обавување на функции што ги има во рамките на едно семејство, како што се економска функција и така натаму, снабдување со домаќинство, што значи тоа е една симетрична прераспределба на родителските улоги. Мислам да не тераме циркус тука, молам, воздржате се, разборуваме, колега, мислам, одржате некој ниво на некој ниво на пристојност одржате, затоа што ова не е циркус. Вие сте викнати тука да дебатираме, а не, мислам, да изведувате акробаци. Ќе прецнемо, ќе почнам јас за да тргне работа. Значи, здраво, јас сум Сашо Панговски, случајно председател на Сдружение Наши, а нарочно вклучен во оваа приказна околу ПСПС родителство. И за да нема забуни, ПСПС родителство испровоцира многу не направи некој невир по социјалните мрежи, луѓето ми кажува како тоа не може вака така и одма ќе ви кажам дека ПСПС родителство беше еден маркетиншки трик за да луѓето што поише се навлечат на темава и да ги вратиме со тоа што ќе се заинтересираат
еве како што гледаме денеска полн простор со тоа што ќе се заинтересираат и да ги упатиме во тоа што ние сакаме. Ние сме денеска тука поради една единствена причина, не сме за ништо друго освен за благосостојбата и убавиот живот на децата, кој за жал овој закон, денешниот закон за брак и семејство не ги овозможува. Ќе видам прецизен. Значи, денешниот закон за брак и семејство кој го имаме, во принцип имаме тука правници, е дискриминаторски и има еден многу проблематичен ставка и многу проблематичен, како да кажам, проблематична терминологија со денешниот постоечки закон за брак и семејство. По разводот на двајца возрастни и здраворазумни луѓе, едниот од нив се стекнува со статус на старател, а другиот останува со титулата на родител. Во принцип, 50-50 родителство не е дека детето ќе поминува, ќе му се мери на штоперка колку ќе поминува со едниот или другиот родител, туку 50-50 родителство значи дека стартна позиција ќе биде во секој развод двајцата родители да останат заеднички родители и старатели заеднички на детето. Освен ако нема исклучително добра причина едниот од нив да се исклучи. Значи, бараме во секој процес на развод 50-50 старателството, значи старателството да не се доделува на еден или друг родител, туку по некоја инерција да си продолжи грижата за детето како во бракот, така и во бракот. Со ова што го предложуваме, ќе се деескалира една, сите знаеме, една хистерична, една гневна ситуација која се јавува во 90% од разводите, затоа што, да бидеме искрени сега, никој не се разведува затоа што му било убаво па сака да смени, значи некој проблем имало. И кога двајца гневни луѓе сака да си наштетат сами себе, со Јанаки зборевме баш пред некој ден, во таа емоција, во таа, како да кажам, во тој момент на слабост, често децата се наоѓаат како оружје за пресметка меѓу некогашните брачни партнери и двајца луѓе кои се сакале. Што предлагаме ние? Децата да ги тргнеме од равенката. Значи, за се друго може да разговараме со години, но децата да ги тргнеме од равенката. 50-50 старателство како стартна позиција го возможува тоа. Никој веќе нема да може да рече сега за 2 дена ќе ги добијам децата под моје старателство и после ќе почнам да ги користам како оружје против другиот, затоа што никој нема да ги добие и никој нема да ги изгуби децата. Тука до мене седи професор Мицковиќ, кој е креатор на новиот закон за семејство, кој е во некоја почетна фаза и кој ние како здружение веќе го разгледавме имаше некоја презентација во Хотел Континентал и најдовме одредени забелешки кои подоцна мојот колега Наум ќе ги допрецизира. Но најбитната работа е дека работата тргна од мртва точка и барам од вас и од целата јавност на оваа благородна идеја да се даде ветер во едрата, за да може децата без разлика на семејната ситуација да си останат со 2 грижливи и одговорни родители и разводот да го ублажиме колку што можеме повеќе за самите деца. Денешната ситуација е се, само не тоа. Денешната ситуација ги става децата на сред од родителските конфликти по развод. И на цела траума што ја имаат од самиот развод, дополнително треба и да бираат страна со кој родител ќе бидат. Тоа е многу нехумано и не може да биде добро за децата. Тоа е нашата цел, тоа сакаме да го смениме. Мислам дека доволно кажам. Да,
како за вовете сосема доволно. Ти благодарам за увертира во темата, меѓутоа сега ќе продолжиме кон разлобочување на сите оние тези кои што ги изнесе во твоето излагање воведно. И тука ќе го повикам професор доктор Мицковиќ, кој што, како што рече и ти претходно во твоето излагање, е креатор, еден од креатурите на новиот нацрт закон за семејство. И еве конкретно прашање ќе упатам. Мислам дека законот за семејство кај нас е доста стар и не ги опфаќа, односно не ги пресликува оние сите социолошки и општествени феномени кои што се врзуваат со транзицијата и промената и на семејството и на дефиницијата за бракот и за домаќинството и така натаму. Сега повеќе се говори, барем од западните социолози, американските социолози, се поише се говори за залез на семејството, односно во она идеалтипска смисла која што ја знаеме, во смисла на родител со нивните деца, и мислам дека и таа дефиниција за семејство као нуклеусно семејство е инсталирана во постоечкиот закон за семејство, во смисла дека има по еден член семејството се дефинира како заедница или примерна група во која што живеат родителите заедно со своите деца. Меѓутоа мислам дека концептот на семејство воопшто и на остварување на семејното право мора да биде многу по широк и многу порастегнат. Од друга страна се повеќе се говори како резултат на некои родови политики кои што се многу популарни во моментот и се форсираат, се повеќе се зборува за родово базирано и семејно насилство, каде што во опишување и во дефинирање на концептот за семејно насилство се повеќе се, да кажем, вклучуваат и други дефиниции за тоа што се представува член на семејство, меѓутоа ваму кога треба да говориме за родителски права, имаме една многу скусана дефиниција која што не го опфаќа целокупниот концепт. Која е вашата замисла, која е вашата идеја, кои проблеми ги таргетирате во постоечкиот закон, кои проблеми сметате дека е нужно да се разрешат со новиот закон? Благодарам. Да се представам, Дејан Мицковиќ, професор на правниот факултет Јустинијан I, предавам семејно право веќе од далечната 1992 година, така што од 30 години се занимавам со овие прашања. И можеби е некоја коинциденција, меѓутоа таа година кога дојдов како полнат асистент на правниот факултет 1992 година, беше донесен сегашниот закон за семејство. Значи законот е веќе 30 и нешто години. И токму во овој сегмент, тој нема претрпено некои суштински измени, а токму во овој сегмент за кој што денеска говориме, практично нема претрпено никакви измени. Така што ние 30 на години имаме ист закон, но јас би кажал дека тој период е и нешто подолг, затоа што тој закон за семејство практично беше преземен или во него беа инкорпорирани главните одредби од поранешните закони за односи на родители и деца, законот за брак од поранешната СФРЈ, така што ние имаме законски решенија кои што во момент се постари од 50 години. Во овие 50 години се случија навистина драматични промени во сите сегменти на брачните и семејните односи. Во сите европски земји, вклучувајќи тука се разбира и Македонија, драматично порасна бројот на разведени бракови и тоа отвори многу сериозна дилема пред законодавците. Да кажеме, во Македонија во 1995 година имало 710 разведени бракови, сега бројот на разведени бракови отиде над 2000 и моја прогноза е дека и во наредниот период, следејќи ги другите европски држави или статистики, бројот на разведени бракови во Македонија постојано ќе се зголемува. Затоа што во Македонија, ако имаме 14.000 отприлика склучени бракови, 2000 разводи, односот е 7:1. Минатата година во Европската унија имаше 2 милиони склучени бракови и 1 милион разводи. 2:1. Значи, гледате, Македонија е се уште многу ниско во однос на стапката на разводи, но тоа значи дека потенцијалот за драматичен пораст на бројот на разведени бракови е навистина голем. Од тука јас со години се залагам за реформи во семејното право и сега работиме веќе подолго време на изработка на граѓанскиот законник на Македонија. Тоа е еден навистина голем проект. Се надевам дека оваа година ќе успееме да го завршиме, бидејќи сме веќе при крај со многу негови делови. И еден од тие делови во граѓанскиот закон, по примерот на голем број други европски држави, е и семејното право. Најзначајните реформи кои што ги предлагам и за кои што вечера веројатно ќе говориме подетално се токму во сферата на вршење на родителските
права, особено родителското право по разводот на брак. И веднаш да кажам дека предлог на комисијата е и самиот термин родителско право да се промени и да се нарекува родителска одговорност. Затоа што сметаме дека тој термин многу повеќе ја одразува суштината на односот помеѓу родителот и детето. Застарен концептот кај што родителот има само права, а детето се смета за некаков објект на заштита. Напротив, уште од Конвенцијата за правата на детето, донесена 1989 година, па се до ден денес, во преден план се обврските и одговорностите на родителите, и од тие причини термин родителско право во оваа законска реформа предлагаме да биде родителска одговорност. Има многу сегменти во кои што се предвидуваат промени во законската регулатива. Меѓу останатото, една од можностите, не единствена се разбира, туку една од можностите за вршење родителското право по развод на брак е и концептот на поделено родителство, односно концепт кој што денеска не постои во нашето законодавство, туку тој е концепт кој што е присутен практично во сите европски држави, ние тука далеку заостануваме. И според овој концепт и по разводот на бракот, детето ќе поминува еднакво или приближно под еднакво време и кај двајцата родители. Така што овој концепт, според голем број социолошки и психолошки истражувања, најдобро одговара на правата и на интересите на детето, затоа што голем број психолошки истражувања што јас ги следев, за жал во Македонија немаме многу истражувања, така што моравме да се задржуваме на истражувањата во другите држави, меѓутоа многу истражувања го покажуваат следново. Разводот во голем број случаи негативно влијае врз децата. Деца од разведени родители имаат многу повеќе психолошки проблеми од останатите деца, повеќе се склони кон злоупотреба на дрога и алкохол, имаат послаби резултати во училиште, почесто извршуваат кривични дела, имаат повеќе психолошки проблеми и самите почесто се разведуваат кога ќе склучат брак. Бидејќи бројот на разводи е огромен, бројот на деца од разведени родители секоја година расте, и сега се поставува прашањето, бидејќи разводот веќе не може да се забрани, не ова среден век кога како велише црквата, она што Господ ќе го соедини човекот не може да го раздвои, значи разводот веќе влегува во сегментот на фундаментални права, како да се обезбеди разводот да биде што по-безболен за децата. Тоа е суштината на практично сите законодавни реформи во европските држави. И да не навлегувам во детали, да оставам простори за другите, само да кажам дека идејата е, односно истражувањата покажуваат дека отсуството на едниот родител, во најголем број случаи, за жал тоа е таткото, е клучниот фактор кој што негативно влијае за психосоцијалниот развој на детето. Оттаму, истражувањето недвосмислено покажуваат дека лични, интензивни, динамични, чести контакти на детето со двајцата родители се клучни за негов правилен психосоцијален развој и поради тоа е оваа концепција за поделено родителство. Тоа не значи, јас тука, например, не би се согласил со некои сегменти на оваа иницијатива, инаку ние сме, јас би кажал, инклузивни во оваа комисија, сакаме да ги слушнеме и да ги прифатиме добрите предлози од сите. Имавме дебата и со адвокатите, со нотарите, со извршителите, со судиите, сега сакаме се разбира и невладиниот сектор да даде придонес. Меѓутоа, не може по автоматизам да се прифати концептот 50-50, затоа што тоа значи дека ги ставаме сите семејства кои што се во основа различни на едно исто рамниште и велиме, независно од нивните посебни карактеристики, материјална состојба, ниво на образование, психолошки карактеристики на родителите, ова е единствен модел. Тоа е еден од моделите. Дали ќе биде прифатен, зависи од повеќе фактори, пред се од желбата на родителите, понатаму од ставот на стручњаците, значи центрите социјална работа, социолози, психолози, педагози, и се разбира од оценката на судот. А врвен приоритет мора да биде најдобриот интерес на детето и ние, за разлика од сегашниот закон, во оваа реформа го вградуваме најдобриот интерес на детето како основно начело на
на семејното законодавство. Еве сосема кратко, па ќе можеме да поразговараме за сите овие детали понатаму. Благодарам, професора. Мене ми се отворија некои подпрашања, меѓутоа со однос на тоа дека треба да дадеме простори на другите говорници на трибината, ќе се навратам на оно што ми беше нејасно. Подоцна мислам дека ќе ги стрпам истите прашања нејасноти преку дискусијата со публиката. Мислам дека постојат некои принципиелни разлики во ставовите кои што ги изразува Сдружение наши како официјални ставови на организацијата во поглед на тоа што треба да представува заедничко одговорно родителство по развод на бракови, и мислам дека и на почетокот спомнавте дека имате некоја несогласување на со некои од ставките кои што се предвидени со нацрт законот за кој што говореше професорот, па дали може да ни нагласите со што конкретно не се согласувате и што е тоа што вие го предлагате да влезе во новиот закон? Прво, може ли кратко е само. Значи, концептот, за да не ја забораваме мислата на професорот, концептот на PSPS родителство како стартна позиција ги враќа работите на правилен колосек. Значи, ако некој од инволвираните, значи од тие што се разведуваат, сопругот или сопругата, има проблем другиот да нема да биде едниот само старател, а другиот да му се одземат некои старателски права, тоа да го реши низ механизмот на државата, значи почнувајќи од центрите за социјална работа, па доаѓаме до суд и велиме, јас тој и тој, имам проблем со овој другиот, да нема таков пристап заради таа и таа специфика што е во нашиот однос, она што го рече професорот. Но тоа мора да ја изводи правната процедура. И ако навистина се дојде до заклучокот кој ќе се заврши правната процедура, дека навистина на овој човек или жена треба да му се ограничи пристапот на до детето, тогаш тоа да се случи. Ново регуларна процедура. Сега имаме обратната ситуација и ова што викаме во некој случај да, во некој случај не, сите ќе пријавуваат некаков foul play што се вика, за да може да го земат детето. Џабе ти го имаш како опција заедничкото родителство, кога за тоа треба двајца одговорни со бистри глави луѓе што мислат првенствено на децата. Аз реков, разводите не се такви ситуации кога двајца здраворазумни, многу тешки ситуации си. И ние велиме, и тој период што ќе се тера да се оспори правото на до некаде, тоа нема да се одземе правото на родителство, него да се стави на некој стендбај, тој период може да се искористи дури и позитивно како деескалација на ситуацијата меѓу нив двајца. А самата постапка, самото тоа кој ќе знаеш дека стартна позиција е 50-50 и децата више не играат во сликата, самото тоа ја деескалира ситуацијата. Тука е нашата главна примедба околу законот. Да не се разбереме погрешно, мислам дека би требало нешто да дополнам. Во сегашниот закон за семејството стои одредба дека родителското право припаѓа подеднакво и на таткото и на мајката и дека тие го вршат родителското право заеднички и спогодбено. Она што недостасува, и не знам дали вие темелно го видовте тоа, е посебна одредба според која и по разводот на бракот родителите заеднички и спогодбено го вршат родителското право. Тоа е вградено во овој нацрт на книга 4 семено-правни односи од граѓанскиот законник. Според тоа и по разводот на бракот експлицитно стои дека родителите заеднички и спогодбено го вршат родителското право. Тоа значи дека не може едниот родител да донесе одлука која што е важна за детето, дали се работи за образование, дали се работи за промена на живалиште, дали се работи за вадење документи, дали се работи за напуштање на територијата на државата. Ние во еден член ги имаме наброено сите важни одлуки за кои што мора да постојат согласност од двајцата родители. Значи, тоа е суштината на реформата. Сега имаме една ситуација, тука мислам дека сме согласни, која што е сосема спротивна. Во нашиот сегашен закон
стои дека судот по разводот на бракот го доверува детето или децата на чување и воспитување на едниот родител, и тоа е во најголем број случаи така, а чување и воспитување е суштина на родителското право. И од тука произлегува дека практично имаме родител од прва категорија и родител од втора категорија. Бидејќи ако чување и воспитување е суштина на родителското право и судот го доверува детето на чување и воспитување на едниот родител, по автоматизам ја имаме оваа, за жал, денеска ситуација во која што имаме родители од прва и втора категорија и најголем број конфликти произлегуваат токму од тука. Така што ова што вие го предлагате, ние го имаме градено и интегрирано во законот, затоа што експлицитно стои и по разводот на бракот, родителите заеднички и спогодбено продолжуваат да го вршат родителското право и заедно носат одлуки за сите битни суштински прашања за децата. Тука немаме дилеми. Друго е прашање сега, каде ќе престојува детето? Значи имаме две нивоа. Тоа е второ сега. Првото, во англиската терминологија се користи терминот joint legal custody и joint physical custody. Joint legal custody е токму ова, кој решава за детето. И ние тој принцип го инкорпорираме со одредбата дека и по разводот на бракот родителите заеднички и спогодбено го вршат родителското право и заедно ги носат сите клучни одлуки за детето. И тоа е, според мене, еден сериозен исчекор напред во однос на овие решенија што денес ги имаме. Вториот концепт, joint physical custody, тоа е каде детето ќе престојува физички. И тука има различни модели. Едниот модел е пола-пола, значи двајцата родители да имаат од прилика еднакво време кога детето поминува со секој од нив. Практично детето во тој случај има два дома. Значи два дома. Меѓутоа нема земја каде што тоа се наметнува независно од желбите, потребите, интересите на родителите, бидејќи секогаш мора да имаме, нели, некоја координација помеѓу нив за овој модел да функционира. Но еве, тоа беше само една кратка интервенција, па понатаму ќе објаснам. Па најдовме убаво се објаснив. Нека продолжи наумете. Повелено. Да, ја морав да спремам презентација затоа што сакам да дискутирам за конкретни членови од предлог законот. И добро е што имавме оваа дискусија сега, затоа што гледаме дека и на професорите има иста целта. Малце само историја да спомнам дека ние уште многу порано во 2019 година имавме спремено предлог промена на постојниот закон, значи не нов закон, туку предлог промена на постојниот закон со цел да се воведе заедничко родителство по развод. Тој стигна дури до парламент на комисија за труд и социјала, меѓутоа до ден денеска не е усвоен. Сега кога го видовме овој новиот предлог закон, веројатно морам да кажам дека не сакам да стегне погрешно впечатление дека не ни се допаѓа како е напишано, не знам што, имаме само конкретни интервенции. Следам дека квалитетот на документот е на високо ниво и е одлична поидобна основа за тоа што сакаме да го постигнеме. Така да, еве сега ќе одиме директно, значи да разгледаме одредени членови што се таму предвидени. Морам да кажам дел од нив се револуционерни, првпат се спомнуваат во нашето законодавство. Еве го прво, член 61. Како значи судот одлучува за вршење родителските одговорности по развод. Не знам дали може да гледате, ја станав за мене. Ја мислам да се земеш, донесете му столче, нека седне за да не пречи на... Да, па чекавате се го земам. Еве. Ќе стигне, може горе. На бинат. Добро. Еве сега, значи, овој член 61 по мене е еден од најбитните членови во закон, значи како судот ќе одлучи за вршење родителски одговорности по развод. Нема веќе доделување на дете на еден од родителите како единствена опција, се предлагаат 4 опции. Еве ги, ова првата што бележи со црвено, таа е за нас најбитна, значи заеднички да ги вршат родителските одговорности, а детето да поминуваат еднакви или приближно еднакви време кај двајцата родители. Втората опција е заеднички да ги вршат родителските одговорности, а детето да бидат доверени што ја едниот родител, другиот да плаќа издршка, да има право на лични непосредни односи и контакти. Третото родителските одговорности ги врши само едниот родител, другиот да плаќа издршка, да има право на контакти и четвртото да го довери детето кај трето лице или установа. Што сметаме дека фали тука? Значи сите овие 4 опции се ставени како еднакво важни опции. Според нас оваа првата опција
треба да се издвои, ева ова да речеме доле реченицата во црвено, оно што ние го предлагаме се додаде, дека одлуката од став 1 ќе се однесе на сите случаи, освен во исклучителните ситуации наведени во член 64, може да биде и друг член, меѓутоа идејата ни е, значи заедничкото родителство да биде прва и основна опција, дефолт опција при одлучување, а сите други опции да се користат во исклучителни ситуации. Зашто е тоа така? Затоа што прво праксата покажува, тоа и со стручните лица го има дискутирано, дека независно од разводот, двајцата родители не ги губат своите родителски способности. Еднакво остануваат способни родители и нема зашто да им се одзема родителското право или да им се ограничува. И второ, затоа што тој концептот на еден дом, на кој што се заснема сегашниот закон, е во принцип застарен концепт. Де факто, децата на разведени родители имаат два дома и проблемите настануваат ако им се ограничи пристапот до едниот дом. Не настанува проблемот ако зашто детето ќе престои во тој друг дом. Така да, ова е нашата прва, би рекол, клучна забелешка, значи заедничкото родителство да биде поидобна опција. Следно член 64, значи сметаме дека треба да се наведат и сите исклучителни ситуации кога заедничкото родителство не било во интерес на децата. Така да, првата опција е доколку едниот од родителите даде писмена изјава дека трајно не е во можност или не сака да одржува лични контакти со детето. Според начелата на заедничко вршење на родителска одговорност попишани во правилникот за изработка на родителски план. Само мала дигресија. Јас ќе имам значи два излагања. Првото е ова за законот и второ после ќе збориме за подзаконски акти кои ние ги имаме спремено. Значи тоа се правилник за определување на видување и правилник за определување на алиментација. Така да сега да се вратиме на член 64. Значи во принцип ова ако едниот родител не сака или не може да одржува лични контакти во согласно со принципите на заедничко родителство, например има ситуации, не знам, спомнам Сашо камионџија, ако работи, да. Не сака, него физички не може, да. Искача на терен 2 месеца. Имаме родители кои не сакаат, значи исто така не е во ред со сила да му се дава на детето на родител што не сака да го чува, за жал има и такви ситуации. Така да треба се предвидат тие моменти. Втората е кога имаме душевна болест, зависници од наркотични средства, алкохол и така натаму, луѓе што го запоставуваат детето, значи еден начин родители што не се подобни да вршат родителско право. Трето, тоа ќе го објаснам малце подетално во правилникот, е детето на возраст помало од 3 години, значи ради и биолошки и психолошки ситуации не може се практикува заедничко родителство. Меѓутоа после тоа со тек на годините, значи како расте детето дека да стигне до некоја претшколска возраст, тоа може да се коригира. И четвртата ситуација е доколку едниот родител не го почитува родителскиот план, односно кога му е доделено заедничко родителство не го почитува тоа, не го зема детето, не остварува родни контакти и така натаму, значи има можност таа опција за заедничко родителство да се отповика. Сега ова исто една од клучните работи што сметаме дека треба да се смени, значи член 79 развод на брак по барање на еден од брачните партнери, односно ова е неспогодбен развод. Предходно, значи во претходните членови детално објаснето што доколку е разводот спогодбен и тоа е многу убаво објаснето како треба да се направи родителски план врз основа на кои критериуми дека треба да го потврди судот, дека ако не може да договорат родителите може да дадат на советувалиште и така натаму, значи на медијатор, тоест. Така да тоа е све супер направено. Сега во овој член вика доколку брачни партнери имаат заеднички деца, значи разводот е неспогодбен, родителскиот план го подготвува ЦСР и го оставува судот кој треба да го одобри. Значи, ако оставиме само ЦСР да подготви родителски план, тоа значи дека веројатно родителскиот план ќе биде исто мање више како што ги имаме сегашни решенија. Затоа сметаме дека треба да се даде овој дел во црвено, значи во согласност со правилникот за изработка на родителски план. Значи, не може како до сега ЦСР да нема правилник. Врз основа на што они одлучуваат? Врз основа на да. Планот се остава на себе си на личен впечаток или на врски, на вакво, значи нема тони правилник по кој работи. Така да сметаме дека потребно е да се воведи тој подзаконски акт, затоа што инаку самиот закон може да остане мртва буква на хартија. Следно, критериуми за утврдување на издршка, тоа е член 304. Ова во принцип како е напишано сега е дека издршката зависи од заработката, имотната состојба, здравствената состојба, тој што на родителот што ја дава издршката, а тој е родителот кај што детето не е.
Во принцип, значи во услови на заедничко родителство се тргнува значи од друг концепт. Тоа ќе го објаснам после со правилникот за алиментација. Значи прво се определува потребите на детето, па тие се делат согласно заработките на родителите, па согласно с времето поминато со нив, и тоа многу убаво го имаме срочено во еден модел во Excel, каде што на едноставен начин се добива колку треба да е алиментацијата. Во секој случај, ова вака како што е напишано според нас, значи утврдување на издршка што не е во склад со критериумите на заедничко родителство. Ева член 102 е исто многу битен член, исто револуционерен. Зашто треба да се договорат родителите? Значи, ова е многу битно затоа што во пракса се случуваат огромни проблеми на оваа тема, значи промена на име на детето, промена на место на живење, вадење лични документи, образование на детето, медицински интервенции. Сега, кај напуштање на територијата на државата имаме забелешка, значи од 2016 година, колку што знаеме од пракса, може комотно, значи децата си ги носиме на одмор без никаква дозвола од другиот родител. И ова сега во пракса значи дека тие што имаат лоша намера може трајно да ги изнесат децата од државата. И затоа сметаме дека треба на некој начин да остане оваа добра пракса, децата да може да се изнесуваат на одмор без дозвола, што значи без можности за обструкција од другиот родител. Меѓутоа тоа да се ограничи. Затоа ставивме дека дете до 14 годишна возраст да може да биде изнесено надвор од територијата на Македонија на период до 30 дена без согласност од другиот родител, но ако е подолго од 30 дена, тогаш да апсолутно треба согласност. И тоа е све направено за да се спречи намерното иселување на деца од државата со едниот родител, што многу често се прави исто ами на ЦСР. Значи тие се тие што го донесуваат конечната одлука кога едниот од родителите се спротивставува. И кога во сегашната ситуација кога имаме еден родител старател, кога имаме ваква дискриминаторска терминологија, старателот може да отиде во ЦСР, да си побара од другар, пријател, решение дека може да го изнесе и другиот родител да не знае. Не е така? Ајде. Значи прво задолжително се работи или не работи? Не. Прво задолжително се бара согласност од другиот родител, а ако не ја даде, тогаш они во управна постапка врз основа на баш тука се согласон на личен печаток не се ни приложуваат докази, ова се веројатно измени кои што ги предлага комисијава и законов. Така да у принцип во овој дел се согласувам да така оди и се остава на личен печаток. Сум имали сега брзо имавме таков личен пример. Мислам од работа. Инаку значи Нина ќе доврши, значи ова се сите забелешки што ги имавме ние од првата. Вакво и Наум се ги докаже. Формално дел да го завршиме, па после ќе се влеземе во слободна дискусија, не е никаков. Значи исто има и некои други забелешки, например, предвидено родителите нели да се упатуваат на советување во ЦСР. Според нас не е доволно ЦСР, треба да има советувалиште надвор од системот. Во принцип нашето искуство покажува дека капацитетот е поголем надвор од системот, надвор од ЦСР. Има многу добри психолошки и приватни ординации кои што може да завршат работата. Понатаму има поднесоците изјавите да мора да се достуват на двата родитела, за разлика од сега што е предвидено само кај родителот на чија адреса се води детето. Рокот за изјаснување на ЦСР се скрати на 1 месец, сега се предложени 3 месеци. И уште една работа што ми текна по пат, да не ја стави во презентацијата, значи како ќе овозможиме решенијата на ЦСР да се спроведуваат во јавност во пракса кога имаме ситуација на злобен родител, односно родител што упорно не го почитува решението. И затоа нашиот предлог беше, што не е одестаен, меѓутоа го имаме во првиот предлог закон, да се воведат тие семејни агенции, односно посебно тело кое што ќе работи на терен и ќе утврдува дали непочитување на решението ради објективни причини или заради лоша намера, односно со цел да се тргне детето од другиот родител. И во принцип, како што гледаме во законодавството, тие комисии, тоа тело има доста и големи ингеренции, може да изрекува казни, па дури на крај да поднесува кривични пријави доколку повеќе пати се повтара делото. Така да сега овде ќе застанам. Ова се значи нашите идеи како треба овој закон, кој што е во нацрт верзија, да се промени за да биде попрецизен и за да оствариме верувам нашата заедничка цел, тоа е да децата ги тргнеме на страна од болните разводи. Благодарам. Ти благодарам, Наум.
сакам исто така да се осврнеме и на еден дел кој што мислам дека и вие како здружение наши го работевте, а тоа се зачестените пријави за семено насилство кои што повлекуваат нужно по себе ограничување на остварување на родителското право, и мислам дека тука говореше и Саша за таа временска асиметрија во смисла дека прво се преземаат превентивни мерки за заштита од семено насилство, односно се ограничуваат контактите на родителот, па потоа се докажува дали родителот има вина или не. Тоа повлекува и, како што рече, наум лоши намери, лоши мотиви на едниот од родителите кои што едноставно сака да го манипулира законот, да се преземат тие превентивни мерки за заштита од семено насилство, се додека не се утврди фактичката состојба, околностите, дали има елементи на семено насилство или не. Мислам дека и за тоа говоревте, што треба да се презема и како системот треба да реагира и како законот тоа треба да го имплементира во ситуации кога се зачестени лажните пријави на семено насилство и дали треба да се соочат со одговорност лажните пријавители, затоа што доколку ја имаат свесноста во себе дека ќе се соочат со одговорност затоа што прават лажни пријави, веројатно со тоа би се испречило да кажам постапување по тие лоши намери. Само чисто да се осврнеме и на тој сегмент. Ти благодарам што ме дополниш, што уште една работа што имам заборавено во презентацијата. А го имаме во претходната верзија на предлог законот. Во претходниот закон, односно во тековниот закон има еден член 90, мислам дека беше, во кои случаи може да се ограничи или да се тргне, значи, правото на родителство, да се отстрани. И ние во тој член само додадовме уште една ставка каде што ги ставивме важните пријави за семено насилство, педофилија и така натаму. И е малце, да речем, екстремно, меѓутоа исто така екстремни се и последиците од тие лажни пријави. Затоа треба на таков, да речем, груп начин да им се застане на патот на тие појави. Благодарам. Професорот нешто сакаше да преиска на свој. Да, само и сакам исто така да го фокусираме, да фокусираме и во однос на новиот закон за заштита од родово базирано и семено насилство, кој што повлекува, на пример, една од мерките е задолжително одземање на оружјето на оној кој што е пријавен. Сега доколку имаме ситуација кога тој кој што е пријавен работи со оружје, односно го вади лебот, нели по природата на својата професија, е војник, не знам, полицаец и така натаму, значи кај него импликациите од лажната пријава се многу поголеми, а оној кој што лажно го пријавил делото на некој начин не одговара, само е предвидено во кривичниот законник една ставка каде што кривично се одговара за лажно пријавување на кривично дело, ако добро се сеќавам. Еве, професоре, само и да се осврнеме на тој дел како да постапуваме по лажни пријави за семено насилство и што треба да преземеме со цел да се заштитиме од нив. Видете, ова прашање за семено насилство ние не го третираме во овој закон, затоа што пред повеќе години беше донесен посебен закон за семено насилство, така што овие прашања се регулираат со посебен закон. Оно што сакам да го кажам е дека, преска тоа во интерес на времето не го споменав, ниедна законодавна реформа нема да ги подобри состојбите, доколку паралелно со тоа не се направи и институционална реформа. Тоа значи дека сегашните центри за социјална работа, на кои што сите имаат многу забелешки, се преоптоварени со надлежности, тие имаат надлежности во голем број случаи и едноставно не можат да постапуваат во сите тие ситуации. Од тука за вистинска реформа во сферата на семеното законодавство секако е неопходна институционална реформа и формирање на посебни институции кои што ќе се занимаваат, значи, надвор од центрите за социјална работа, само со проблеми поврзани со брачните и семејните односи. Такви институции во голем број европски држави постојат и функционираат, така што ние можеме да направиме идеален закон, неговата примена да биде оневозможена со досегашните практики, јас би кажал во голем број случаи лоши практики на центрите за социјална работа, тоа е прво. Второ, ние правиме една суштинска реформа во однос на надлежностите помеѓу судовите и центрите за социјална работа. Во сегашниот модел, сегашниот закон за семејство, имаме парадоксални ситуации, вонсудски орган да може со одлука да одземе дете од едниот родител. Тоа според Конвенцијата за правата на детето е надлежно само на судот. И поради тоа во нацрт законот правиме строго разграничување помеѓу надлежностите на судот, и тие се сега значително поголеми, и надлежностите на центрите за социјална работа. Значи, центрите за социјална работа не може да носат одлуки кои што имаат големо значење
и кои што мора да бидат во надлежност на судовите. И тука исто така ни е потребна институционална реформа. Треба да се зголеми бројот на судии кои што работат во предмети поврзани со брачни и семејни односи. Треба да се обезбеди нивна специјализација, бидејќи се работи сепак за специфични спорови, и конечно да го ставиме како општество фокусот на она што е најбитно, а тоа се прават интересите на децата. Ние сега на еднакво рамниште ставаме судења за меѓи, дали дрвото било кај едниот или кај другиот комшија, и судење за суштински права на децата. Мислам дека тоа треба конечно да го надминеме и да ставиме фокус на она што е најбитно, а тоа се правата и интересите на децата, и токму поради тоа во законот, значи во нацрт законот правиме една сериозна реформа, даваме голем број надлежности на судовите, меѓутоа тоа значи дека и таму ќе биде потребна реформа. Поголем број суди, специјализирање на судовите и така натаму и така натаму. Ви благодарам. Сега ќе се свртиме на една повеќе психолошка страна во со однос на тоа дека Данче Погуновска, психолог од приватна пракса, лиценциран, кој што има долгогодишно искуство и работи и со родители по развод на брак и со деца по развод на брак. Јас би сакала со вас од една психолошка гледна точка, со една експертиза и стручност, да ни појасните. Ме интересира до сега од правен аспект, повеќе говоревме за родителски одговорности, за родителски права, и веднаш ја спомнавме Конвенцијата за заштита на правото на детето. Ме интересира, законот предвидува можност да детето да ги изрази своите желби со кој родител ќе престојува, или да се уважат неговите желби и да се земат предвид кога се носи одлука кој родител ќе биде старател. Меѓутоа, како вие како психолог коментирате тоа дека децата во таква ситуација може да станат исклучително педоцентрични, во смисла дека се манипулира со желбите на детето, и детето може да биде крајно изманипулирано од едниот родител кој што има нели зла намера, или едноставно да ја користи негативно емотивната поврзаност на детето со него и на некој начин да кажеме да ја отуѓува или да ја сквернави сликата за другиот родител. Какви последици тоа има, да кажем тоа неодговорно и несовесно родителско постапување, и дали секогаш желбата на детето треба да биде во центарот на вниманието, и до која мерка треба да го уважиме желбата на детето, или како стручно лице како треба да интервенираме со цел да видиме што е педагошки исправно, а што е доволно да се уважи правото на детето и неговата желба. Сакам да го слушам и тој аспект малку. И јас би сакал за она два дома, Данче, малце да не кажеш. Значи, кога станува збор за разводи, премногу се дава акцент меѓу родителите, односно брачните сопружници. Кога се разведуваат две лица, немаме ние само развод меѓу маж и жена, него имаме развод меѓу двајца родители. Тоа значи дека треба да се посебно обрне внимание на децата. Тие треба да се вклучат сега согласно возраста, да им се објасни што тоа значи. Унаму каде што релацијата родител-дете е одлична, значи нема никакви препреки, детето подеднакво си ги сакаат двајцата родители и никогаш не почувствувало дека има некои, да кажеме, непријатности во врска со родителот. Кога ќе се поднесе развод, обично доаѓа до некоја принудна состојба на заратување, да се заратат родителите, што тоа и не е така потребно. Затоа што се наметнува веднаш една нова состојба, една нова траума кај детето. Ако спорема законот се определи дека едниот мора да е старател, и сега детето едноставно сега се наоѓа во една нова состојба. Зошто? Многу е важно кај никогаш родителите да не се караат пред децата, а особено е важно никогаш едниот да не зборува лошо за другиот. Така се наметнуваат тука едни нови емоции, детето се збунува. На која и возраст да се збунува? Сега еве пластично да објасниме. Родителите имаат обврски кон децата и ги убавуваат одлично. И сега кога ќе се разделат, зошто да се наметне само старателот да одлучува?
тие можат и то како партнери надвор од бракот, значи физички да се разделат, да функционираат. Ништо да не биде попречено за потребата на детето. Треба надвор, значи тоа што се случува меѓу нив не треба да се меша со одговорностите кон децата. Значи тие не треба да почувствуваат некоја загуба. Ако тргнеме од тоа, од примерите, да кажеме, јас што доаѓале ке мене на терапија, жално е што, например, ќе биде еден старател и сега другиот родител е исклучен. Меѓутоа, тој како родител е одговорен за своето дете. И жалосно е кога е исклучен. Или, например, се бара да се плати алиментација. Меѓутоа, кога нема да му биде на другиот родител скратено, да биде во релација со своето дете, тој повеќе ќе потроши таа алиментација. Се што треба, дали детето оди на спорт, дали треба да оди на скијање, дали да му се купи некоја облека, дали ќе се слави некој роден ден. Ако партнерите заеднички се вклучат во сите потреби на детето, тогаш нема да има никаков проблем. Односно, нема да се појават нови емоционални нарушувања. Понатака, сме имале примери каде што, например, старателот доаѓа дури да е неподобен во текот понатака. Зависи, може да биде старателот, да речеме, со различни апетити, да влече пари од родителот, меѓутоа да не ги користи наменски. И сега доаѓаат на терапија со различни трауми, ние го разгледуваме случајот и гледаме дека детето, каде што е доделено, а одземени се правата на другиот родител, и текако не вродува со плод. А секако, кога ќе се нарушат емоциите, тоа дете нели понатака има проблеми во училиште, може да се инхибира, да се социјалниот живот да му се промени, или пак да се навлече на некои други и слично. Навистина е многу значајно родителите да не бидат во војна. Тоа што тие меѓу себе од било која причина ќе се разделат е една работа. Меѓутоа, да се стават во војна, во која што ќе се одрази врз детето, врз неговиот личен раст и развој, во кој што и то како се наметнуваат нови трауми, заради емоциите е страшно. Еве последниот говорник за трибината денеска. Јас мислам дека еднаш во јавноста читавме колумна на Јанаки, каде што тој ги наоѓа недостатоците на 50-50 родителства, сметајќи дека детето ако има два дома, дека тоа негативно ќе се одрази врз неговата психолошка состојба и економски ќе се исцрпат родителите. И тоа сакам да го прашам, значи тоа да ги појасни сите недостатоци кои што ги да кажем ги согледал во овие јавни настапи на здруженијата. И уште една многу битна работа ме интересира дали адвокатите имаат некаква одговорност и се соочуваат со некаква одговорност во смисла која застапуваат само интерес на клиенти, покрај тоа што вие адвокатите можеби нема да сте свесни дека интересот на клиентот е противзаконски, дека е лош, дека е против интересот на детето, дека е против интересот на родителите. Дали чувствувате барем морална обврска да му кажете на вашиот клиенти да го насочите дека нема шанси, тоа е противзаконски, не треба да. Не, мислам, не е провокација, туку имавте едно излагање во јавноста, па сакам да видам законот за адвокатура како го третира тоа во поглед на одговорност. Прво сакам да поздравам иницијативата. Секоја иницијатива за подобрување на закони е добра, како што кажа и професор Мицковиќ, се работи за доста стар закон и факт е дека се сите влечат корени од поранешна СФРЈ, каде што и бројот на разводи бил многу помал, каде што и државата беше присутна во така наречени морални кривични дела, значи во бивша Југославија хомосексуалност и прељуба беа кривични дела, тоа е се напуштено. Токму преку таа колумна дојде до оваа соработка, условно речено да кажеме, каде што не би разводинувал дискусијата, некои недолични напади што од етничка основа, што адвокатите ќе сме изгубеле на тезга, што вакви некои слични провокации кои ќе останат да служат на чест, дали сме имале морална одговорност. Кога сме ке моралната одговорност да посочиме, морате да разберете дека во една судска постапка секогаш има две страни. Ако јас и мојата супруга се разведуваме, ако тоа не е спогодбено, јас сметам дека сум во право, мојата супруга исто така смета дека е во право и сега кој е повеќе во право, се поставува прашањето. Во однос на
вашата конкретна провокација. Секогаш инсистирам на тоа и тука и поврзано и со тезги и со останати други барем за мене смешни работи. Прво не ми е примарна област на работење, иако имам работено над 260 предмети, меѓутоа тоа се во текот на над 12, односно 12 година адвокатура. Не се сладки пари од проста причина што едно рочиште согласно адвокатскиот тарифник, ако сте ДДВ обврзник е 12.886, не се тоа малку пари, меѓутоа треба да имате на обзир дека рочишта, да речеме, да се ставаат на 2 месеца и не е ова Америка да вие го наплаќате секој телефонски позив во рокот тие 2 месеца, како што кажа Сашо, развод не убав. Странката ќе ви стои на глава и се такви некои ступидни провокации, па се работела против законите општи шпекулации странката, мислам ќе ги не знам ништо да ви одговорам, бидејќи се работи дефинитивно за провокација. Си имате вие лични проблеми со мене. Значи, меѓутоа да не ја разводенуваме. Законот наведува дека постојат еднакви права и обврски помеѓу родителите, меѓутоа тоа за жал и тоа го знае професорот, и тоа го знае веројатно професорот ако се дружел со практичари, е мртво слово на хартија. Многу пати сум говорел во колумни и исто така сум говорел на правни советувања, каде што сум наишол на несогласување од представници на центрите за социјална работа и од судии за семејно право, дека, и ова најодговорно го тврдам, иако законската одредба не е таква, татковците се при доделување одлука за доделување на дете, татковците се системски дискриминирани, особено од Скопскиот центар за социјални работи. Тоа е така затоа што се користи една злокобна реченица, особено на кога се децата на возраст каде што биолошки веќе не или не е неопходна само мајката, нормално. Кога е доенче до 3 години, секој треба да биде свесен дека не треба да бара старателство како татко, меѓутоа на таа возраст, да речеме по 4, 5, 6 години, особено во тој размак од над 3 години до претшколска возраст, се користи една злокобна реченица. Говориме кога мислењето на центарот е дека двајцата родители се, значи, совесни, детето има емоција кон двајцата родители, нема никакви забелешки и дека во оваа фаза смета дека треба да се доделат кај мајката, без при тоа да се даде посебно образложение зашто е тоа така. Сега сум малку постарошколски воспитуван. Јас сметам дека таткото треба да биде примарно заштитник на семејството, обезбедувач не само на финансии, туку на добробит, а мајката треба да биде примарно ангажирана за воспитување на децата. И се не претендирам нормално тоа да биде вселенска вистина, меѓутоа јас го сметам тоа. Многу татковци не го сметаат тоа и е деградирачко спрема таткото. Таткото не е банкомат или не е само банкомат. Постојат во мојата пракса сум видел многу несовесни решенија. Знаете како да му доделите да му доделите видување на дете на 1 саат неделно. Мислам, како да ви кажам, значи детето тотално ќе се отуги, еве психолог имаме до нас, тоа го знае, детето тотално ќе се отуги, ќе се сепарира, еве нека не е од таткото, да не претендираме дека мајките се фаворизирани, а се, тоа е така. Ќе дојдам и зашто не се согласувам до 50-50 набрзо, меѓутоа ова се проблеми од пракса кои што постојат. И како што кажа и професорот, прешироки ингеренции има Центарот за социјални работи. Прво немаат човечки ресурси, човечки капацитет да решаваат толку многу проблеми. Во пораст се развоите дефинитивно. Во последните 5 години ќе ви дам официјална информација дека секој пети развод во првите 5 години се разведува. Така да 7:1 како е дојдено не знам, меѓутоа ова е во последните години е тоа така и сето тоа го оптоварува кој што нема човечки ресурси. Не би рекол дека се нестручни, меѓутоа апсолутно се согласувам дека во центарите за социјални работа, тука особено мислам на Скопје, може да се вршат многу лесно влијанија, при што не мислам на кеш, но пријателски влијанија и така натаму многу институција многу постојат и Министерството за труд и социјална политика не ја врши својата функција на надзор. Меѓутоа, самите како родители, сега убав развод нема, како што повеќе се повтори, меѓутоа една легендарна судика која што се пензионираше лани убаво кажуваше дека со разводот проблемите треба да престанат, а не да се мултиплицираат, да заврши причината поради која што вие сте се развеле. Мислам, тоа е лесно да се каже во теорија, во пракса не е баш така. За жал од моето искуство во
70% и 80% развоите завршувале многу грдо. Секогаш ги советувам луѓето да се разведат спогодбено, пред се затоа што е тоа побрзо, поефикасно, емоционално неисцрпувачки, па и поевтино, нели, ние здиве адвокати што сакаме пари да зимаме, само сме малку лоши. Меѓутоа тоа и за мене е полесно затоа што ви кажам, значи 3 години емоционално ќе ви исцрпи странка која што е во гнев. Секој имал проблеми во бракот, сум имал и јас, и на мојата сопруга сум ми говорил дека некогаш ако се разделиме би требало тоа да биде пријателски, меѓутоа нели од страна е многу полесно да се говори, таа состојба на гнев која што ја збореше Сашо, кај секој се јавува. Не знам, во тој случај сте немале ни љубов, значи да сте вие тотално рамнодушни, кај секој се јавува, меѓутоа после првичниот гнев би требало да преовладува рацијот. И тука доаѓаме до клучната поента, 500 закони вие ќе смените. Многу убави предлози имаше, слушнав од господинот Рибарски бевте, Рибаровски, од господинот Рибаровски, со дел не се согласувам, со дел не, меѓутоа навистина се во насока на подобрување на постоечките проблеми. Меѓутоа, ако имате вие неодговорен родител, или особено двајца неодговорени родители, или тоа што говореше психологот, родители кои што се заратуваат и се светат деца, ни еден закон вас и ни еден родителски план вас нема да ви помогне. Ми се допаѓаат измените за ограничување на времето поминато надвор, затоа што во овој момент работиме на буквално киднапирано дете, едноставно си го качи во авион, си доби дозвола од Центарот за социјални работи, наводно ќе одеше на скијање во Швајцарија 3 месеци, не знам кој има пари да скија во Швајцарија, кој сака нека. Година дена е надвор, жената е сега осудена на 10 месеци во отсуство, меѓутоа тоа не го менува фактот дека таткото не го видел 15-16. Е сепарирано, не само што е оштетено, видете, постои, меѓутоа не во такава мера како што го потенцирате, крајно несовесно е. Било кој родител, дали е татко, мајка, а тоа многу често се случува во пракса и она што говореше психологот, да се надоврзам, да говорат против другиот родител и на тој начин да се обидуваат да го придобијат. Оно што Магдалена го кажа, влијанието. Да, по Конвенција на право на детето, член 12, таму нема години наведено, пишува дека детето треба да се праша каде сака да живее, ако е на доволна психолошка развиеност, да го разбере прашањето. Кај нас се зима, бидејќи тоа е Македонија, се зима 10 години, што е глупост. Некој дете на 8 години е поразвиено, некој на 14, меѓутоа центрите треба да внимаваат на тоа дали детето самостојно ги гради ставовите или е под влијание. Јас имав предмет на лажна пријава на педофилство на сопствено дете, мислам, во таква состојба некоја и 3 години го немаше видено детето, за на крај да се испостави дека беше под пресија на мајкава. Зашто не сум согласен на 50-50 на тоа да дојдеме? Затоа што е прво тоа несправедливо во пракса. Убаво е тоа да кажеме компаративни примери какви има, например во Холандија компаративниот пример е дека домот не се менува, се менуваат родителите. Значи домот, детето си останува во домот, родителиве, пример еден, се менуваат. Еве, бидете реални дали тоа во Македонија изводливо. Прво нашиот менталитет тоа не го дозволува, ќе се испоколат во најголем број од случаевите. Второ, економски прилики немате кај нас како во Холандија да си го дозволите тоа. Не сум согласен од проста причина што тоа ќе доведе до често менување на животна, социјална па и школска средина, а не се ретки случаевите кога имате и родители кои што живеат и во различни градови. Моментално водам постапка за промена на одлука за старателство, каде што таткото живее во Скопје, мајката живее во Валандово. Што во тој случај, тоа се ова легитимни прашања, не дека се плашам нели тезгава да не се изгубам, меѓутоа се ова легитимни прашања на кои што вакви дебати се добри за да би се дале одговор, и би сакал тука и мислењето во овој дел на професорот да го слушам. Повторно ќе ви кажам, значи какви сакате закони направите, пред се клучни. Прво треба Центарот за социјални работи, мене ако ме прашате, да го исклучите. Никој од таму не излегол среќен. 260 предмети сум имал или над 260, ни еден не ми рекол леле колку сум задоволен од Центаров, супер беа луѓето се. Не е дека ги напаѓаме луѓето, меѓутоа нити има човечки ресурси, ниту па нешто посебено се загрижуваат. Значи ја поддржувам иницијативава, навистина е добра, не се согласувам со 50-50 старателство, многу повеќе сметам дека треба да се работи на тоа ова што кажа вон институционално советување, таков тип на помош, и Центарот на социјални работи да престане да се однесува во де факто суди. Значи де факто кој ќе одобие старателството и не е баш така
вели на чување, воспитување и делумна издршка, може да биде и целоста, меѓутоа де факто тоа центарот го одлучува. Порано Одделот за семејно право беше легендарен и имаше најдобар човечки капацитет затоа што политиката немаше ставено раце таму. Едноставно нив тоа не ги интересираат кривичниве судови кај што се прави притисок и имаше легендарни суди, Радмила Карановиќ, Зоре Треневска, да не ги редам, значи легендарни суди. Сега се останати на само тројца, далеко од тоа дека не се добри, меѓутоа три се премалку за зголемен обем на работа и апсолутно вие поддржувам иницијативата, но имам еден сериозен апел, значи да не се оди со шпекулации, полувистините информации. Сега си ти Сашо имавме една плодна дискусија во последниве 2 дена подготвувајќи се, 80% од разводите биле семено насилство. Инсинуирате на овде дека многу имало лажни пријави. Многу имало лажни пријави. Види, прво да кажеш професоров пишувал трудови, јас многу помалку. Кога ќе кажеш 80%, треба да кажеш од каде ја извлекуваш таа информација. Тоа е рекла казала, или твој личен впечаток. Дали се искористува? Да, меѓутоа не оддалеку во тој степен како што се тврди и да се оди до толку далеку да се ние се чудиме како имало пријава за семено насилство, па зашто реагирале, па текот после да се докажувал. Кога има физичко насилство, законот е јасен дека решенија се носат и без дури и без одржување на рочиште, а многу во последно време се манипулира. За тоа се согласувам, за физичко многу лесно се докажува, меѓутоа за многу се манипулира со психолошко насилство. Вака, 9:1, 95% биологијата тоа го кажува, од сторители на физичко насилство нормално се мажите. Меѓутоа, психолошко насилство е 50-50. Ова најодговорно го тврдам дека е 50-50. Кога вие на вашиот сопруг му кажувате, го деградирате, дека не е доволно добар, дека тоа не е психолошко насилство. И обратно нормално, дека не е доволно добра мајка, не ја бива и така натаму. Така да, ништо да сумираме нема да замени одговорен родител. Одговорен родител не треба да дозволи да има решение за видување. И последна работа со која што ќе завршам, едно кретенско однесување од неодговорни родители на слепо држење на решението за видување. Требало да го врати во 6, го вратил во 6:15 и ние сега идеме се пријавуваме по полиција. Мислам, такви глупости. Било која мајка, не да ги таргетира мајките, ама бидејќи воглавном го добиваат старателството, не можеме статистиката да игнорираме, треба да биде срекна. Видете, ја кога почнав да работам, сега ситуацијата многу променета, добар дел од татковците не ги биваше по старата. Тоа е најодговорно, тоа ви го кажувам. Не ќе да го гледа детето, не учествува во неговиот живот, избегава алиментација. Алиментација немал проблем. Пари се, само ќе ги даде, мисли му завршува обврска. Меѓутоа не учествува во животот на детето, сега се промени работи. Па јас да сум, а и може сега нели со изјава да сменам пол, јас или род како и да се вика, јас да сум мајка оптоварена, 2 деца, обврски, работа. Предвајќи чекам викенд да му ги спакувам децата и да му ги дам да си налијам вино и да излезам да живеам со другите. Така да одговорен родител ништо нема да промени, ви благодарам. Само кратко ќе те дали тоа го намерно го избегна или не ме разбра. Значи 50-50 родителство. Не прецизираме ние на времето поминато со детето. Значи баш ти го кажав и примерот со камионџијата. Не може 50-50 да има човек што е 2 месеци на пат со камион. Еднаков пристап кон детето. Значи да не може другиот у сегашната ситуација као што имаме, а со новиот закон професорот што го пишуваат, тоа ќе се елиминира, да не може старателот да рече колку ти ќе го гледаш твоето дете ако и ти и детето имате желба денес да се видите. Едноставно си се водите. И само да ти кажам околу далечината и професорката Данче ќе ти каже. Значи, далечината е ирелевантна. Психичкото олеснување на човек што може да си го види детето кога сака, затоа што не е некој старател, и да не го види 10 дена, тие 2 дена што ќе помине, што ќе отиде во Валандово или во Охрид, му се знае дека детето таму ќе го чека и нема да има никакви проблеми. Сакаме да го деескалираме психолошкиот набој дека некој треба тебе да ти го даде твоето дете да го видиш. Тоа е попрецизно кажано. А за кога ќе се деескалира ситуацијата, термините многу лесно се решаваат. И некои родители
прифаќаат и пострашни термини од оние доделени за центарот, пошто едноставно немаат време. Еве имаме тука мајки што кажат истото тоа што го кажа, кога ќе ги земеме да одморам. Значи буквално такви случаи имаме. Затоа да бидеме прецизни. Ние еднаков пристап кон децата. Нема старател што решава за се и ти си, како што рече професорот, родител од втора категорија. Значи, кога тоа настана? Вчера, кога ти текна тебе за развод? Нема тоа така. А се сложувам дека и ја имам истата констатација, живееме во време на најдобрите татковци во историски гледано. Историски. На секој плоштад отидете, на секоја фонтана, ќе ги видите паралелно со мајките. Јас мојот татко сум го гледал 2 пати у месецот. Разбираш? Пошто работел и кој ќе дошол некаде да се бафта со деца. Ние сме многу активно вклучени татковци. И греот е децата да се лишуваат од вакви татковци. За жал, таква е ситуацијата, нели ти рече, 90% се даваат и повеќе. Нема проценти не можам да го изразам, меѓутоа многу греот е. Значи детето се лишува од родител кој по сите параметри одличен. Прво, апсолутно се слагам, тој го спомнав. Кога јас почнав да работам, тоа е 2009-10 беше многу поинаква ситуацијата, сега е многу подобрена. Да не бидам повторно погрешно сватен дека се на полово основа, меѓутоа дел од жениве као да побудалуваат или злоупотребуваат би било поубаво одберен термин, не го избегнувам ја тоа, меѓутоа малце сме у хендикеп. Сега прв пат ги гледаме прецизниве барања кои што ви се ваши, меѓутоа пак ќе ти кажам, тоа знаеш како може да се избегне? Со родителски договор. Да, меѓутоа во пракса тоа многу тешко се случува. Неодговорен родител ништо нема да го спречи да злоупотреби. И родителскиот план, и кривично дело од земање на дете ќе прави, и ќе го манипулира детето и ќе го труе, затоа што ако јас го трујам детето во тие 50% условно речено кога е кај мене, тоа секако ќе доведе до негативни конотации, убиства, така да во тој дел повели. Затоа што и научно беше нешто за крај да додаде сосема кратко за да можеме и луѓето да вклучиме за правилниците за работа за центарот. Така, тоа. Сега само да појаснам, у суштина не е кратко, уште едно излагање од 10 на 15 минути. Значи за подзаконските акти, како заедничкото родителство треба да се спроведува во пракса. Пред да почнам, само сакам да спомнам две битни работи. Значи прво, 50-50, како што повеќе пати кажувме, само брендот, видувањето многу често одстапува од тој концепт на 50-50, меѓутоа ако има можност треба да се спроведе така. Тоа е прва работа. Втора работа, за да имаме одговорни родители кои што ќе се договарат, треба да им дадеме еднаква стартна основа. Сега не се договарат затоа што не може да се нема стартна основа. Едниот кога има стартна предност, многу често решава таа стартна предност да ја искористи на штета на децата. Тоа е човечка карактеристика е таа. Да. Секогаш кога ќе му дадеш дискриминаторна предност. Ама не се случува, да. Добро. Сега сам морам пак да станам, пошто Мартин го нема да ги сменам презентациите. Само момент. Ајде. И само секунда дека го чекам околу алиментацијата, сакам да кажам. Не е точно дека алиментацијата е критериум за работката. Значи има добро етаблирани критериуми. И алиментација би требало да биде последно на ум, нормално не да биде и рекет, значи за работка, на тој што дава алиментацијата, меѓутоа и неговите издатци, кредити, може има други деца се преженил, примања на мајката или таткото кој го е старателството, затоа што и тоа е критериум, и возраст и потребите на детето. Не може една година дете да има потреба од 500 евра алиментација, например. Од таму? Од тука погола. Значи, паралелно со законските измени 2019 година спремивме и 2 подзаконски акта. Зашто? За да не биде, како што рече професорот, да имаме супер закон што не може да се спроведе. Тие значи 2 акта се однесуваат на клучните моменти, а тоа се видувањето на децата и пресметката и плаќањето на алиментацијата. Одиме прво со правилникот за изработка на родителски планови. Значи ова го изработивме врз база на правилници претежно кои што се употребуваат во САД, мислам дека ги користевме Индијана и Калифорнија.
Има и европски вакви документи, меѓутоа не се толку сеопфатни, не се толку достапни и едноставно не се еднакво добри како американските и морам да истакнам благодарност за Институт Алтернатива, господја Гедадин се овде со нас, кој што го погледна правилникот и ни дадоа своји мислења. Значи, во принцип видувањето се утврдува според возраста на детето, според локацијата на родителите, значи дали се во изград, во различни градови, во странство и така натаму. Има посебни делови за празници, родендани, ситуации кога детето живее во странство, родителот тука и обратно, детето живее тука, родителот во странство и така натаму. Она што е најбитно во правилникот дефинира што е заедничко родителство. Значи кога детето поминува барем 120 дена годишно со секој од родителите. Ова да речеме оваа рамка 120 дена е некоја средина, помеѓу тоа што го гледавме во законодавството има некаде 90, некаде до 140 стига, значи 120 е некоја средина. Сметаме дека ќе одговара на приликите во Македонија. Еве ги сега видувањата според возраста. Ова збориме за нормални ситуации кога родителите живеат значи во изград, релативно блиску еден друг. Значи деца до 3 години рековме не е возможно да се воведе заедничко родителство заради доење, заради тоа што детето не разбира доволно, нема осет за време при разделување од родителот, има плачење и така натаму. И затоа има повеќе опции кои што се, да речеме, почесто гледање, а пократко, на пример, еве ова се некои од опциите, 3 пати неделно по 3 сати, па понатака уфрлување сати за време на викенд, па да речеме сабота, секоја неизменечна сабота и недела исто така по 2-3 сати и така натаму и да се воведе, значи кога ќе престане доењето. Да, значи кога ќе престане доењето, постепено да се поведе тоа преноќување од 1 до 2 дена во неделата. 3 до 5 години, ова е нека природна транзиција, значи кон тоа 50-50 гледање кога е можно. Во овој случај, значи се решенијата се мајвише како што сега ги имаме, значи секој неизменичен викенд со преспивање, па гледање 1 до 2 дена во работни денови, па после понатака се оди на преспивање 2-3 дена во неделата и така натаму. Значи во принцип овие решенија сега што ги имаме од центарот одговара на оваа возрастна категорија 3 до 5 години само. Еве ги сега 6 до 11 години, ова е више детето почнува со школа. Значи од особено значење двата родители да учествуваат во тие школски и воншколски активности и тоа да речеме и во центарот многу често го спомнуваат дека мора детето двајцата да го носат, да го земат во школа, да ги знае другарчините, да ги знае наставниците, затоа што така чувствува дека двајцата родители се заинтересирани за тоа што му се случува. Ова се опциите, значи поделба на работни денови секој неизменичен викенд. Во принцип ова значи 2 до 3 дена во неделата, седниот родител 2 до 3 дена за другиот и секој неизменичен викенд. И друга опција што може да се направи е постепено да се воде преспивање по една седмица, значи по една недела кај секој од родителите. И на последната категорија ни се тинеџерите, значи 12 до 18 години, овде во принцип е многу тешко да се спроведат решенија. Значи фокус е на врските надвор од домот, меѓутоа затоа е клучно да се обезбеди флексибилност и да се праша обавезно детето што мисли за распоред на видување со родителите. Во принцип имаме ситуации да можат исто како и претходната категорија, да речеме, или да се делат неделата, или по една недела да седат, или дури има можност кај оваа категорија подолго да седат кај едниот родителите, например на 10 до 14 дена. И ова е сега интересно, значи родители во различни градови. Битно е значи колку се далечени градовите. Например, не е исто Охрид и Струга, не е исто Охрид и Гевгелија. Така да ако се градовите блиску се применуваат одредбите исто како детето живеат во изград, а ако не се блиску, тогаш значи детето заради школа, нели, ради сите други активности, помина повеќе од времето со еден родителите, значи во еден град, во една школа, секаде кај што се учи таму си останува, не се менува ништо во тој поглед. И да речеме другиот родител доаѓа во тој град или го зема свесто, значи секој втор викенд, така се ствара некои 50 дена во годината. И останатите до 120 дена да стигнат до едничко родителство се надокнадува за време на распустите. Значи, ако детето се би за време на школска година на едно место, поголем дел од распустот ќе помине со другиот родител во другото место. Она што не е тука спомнато е кога родители живеат во странство, значи ако родителот живее во странство и доаѓа, потребно е да му се гарантира, значи барем пола од времето кога ќе биде тука да помине со детето, освен нели во ситуации кога има дете до 3 години, освен во ситуации кога има во различни градови да живеат и така натаму, во тој случај треба да се земат и тие работи во предвид. Во однос на родендените, празници и така натаму се предвидува, значи
мање више како што е до сега во некои од решенијата од ССР што ги имаме, значи неизменично роден дените со секој од родителите, а другиот што не го слави родениот пред или после ден два, значи го слави со детето. За празниците исто, значи еден Великден со едниот родител, друг Великден со другиот родител, збором као празник што нели вклучува поише денови, исто и за Нова година, Божик и така натаму. Така да уште еднаш ќе повторам, значи 50-50 да, кога детето има доволно возрасно, кога одговара на неговите активности, нели, неговите динамика на живот и кога родителите се доволно близко за да може тоа да се спроведе. Тоа беше во однос на видувањето. Се одиме на алиментацијата, морам да сменам презентацијата помодрично. Ајде, само неколку заклучици да подвлечам социјална и насочена дискусијата што после ќе бидеме со публиката. Она што мислам дека сите заеднички да се уложија панелистите на денешната дискусија е дека треба да се развие монопол на можност да имаат центрите за социјална работа и да се вклучат и некои други институции во поглед на решавање на во остварување на родителската права и одговорност и да се врши исто така специфичен надзор во ситуации кога тоа не може да се остварува и да видиме која е најоптималната и најидеалната алокација на родителските обврски, сега да не се држиме неги стриктно толку време, како што рековте, по штопарица по часовник, толку време физички детето треба да помине со едниот и со другиот родител, да само ова го разговараме како можност која што настапува по разбојување на родителите физички, значи по развод на брак. Меѓутоа и во самата брачна заедница мора да се согласиме дека не е правична распоредбата на не ги гледаме и со децата. Значи некои родители повеќе време поминуваат со своите деца без разлика на тоа што станува збор за брачна заедница, меѓутоа таму е компромисна ситуацијата и затоа многу не се говори за тоа. Мислам дека за тоа ќе се говори во некој него знаеш дека има другиот родител има некоја предвидна дефинираност, да, предвидна дефинираност на родови улоги, па тоа е како се дистрибуира. На располагање. А вака немаш, вака имаш буквално саботажа. Тоа е добар мотив и лош мотив, мислам тоа е разликата. Да се вратиме на правилник за алиментација. Да, и после ќе имаме од публиката обраќање. Ова е интересно, значи кога ги проучував материјалите од други држави, во законот неколку реченици има за алиментација, меѓутоа кога се правилниците во прашање се доста сеопфатни и на многу работи е мислено. Еве да видиме сега, значи кои се начелата за определување издршка при заедничко родителство. Прво задржување на стандардот, значи децата да го имаат истиот стандард како додека родителите живееле заедно. И нивните потреби се примарен критериум, тука се трга. Понатаму дека двата родители се одговорни да им го обезбедат тој стандард на децата, значи не само едниот родител кој што нели во овој случај секундарен родител како сега, туку двајцата треба да видиме колку може да пренесува. И тоа е во согласно со приходите што ги имаат и времето поминато со децата, затоа што и времето поминато со децата е реално трошок, нели треба да нахраниш, да го влечеш и така натаму. И третиот принцип е динамичност, значи не е издршката дадена една за секојаш додека другиот не се сети да побара зголемување, туку на годишно ниво се проверува како стојат родителите, нели со приходите, дали се сменува видувањето, возраста на децата е битна и така натаму. Дали загубил работа, добил повише. Така, да. Тоа се треба да се провери на годишно ниво. Да, се упишал до средна факултет. Да. Еве компоненти, значи за утврдување на издршката, еве и кои се основни трошоци. Храна, облека, играчки, школски прибор, лекарства, значи за полесни нарушувања на здравствена состојба, значи не некои хронични болести кои што бараат нели поголем износ и така натаму. Тоа го имам во табелата за трошоци, ќе ја презентирам после. Дополнителни трошоци, значи ова е во случај нели имаме дете на пример, не знам, нетолерантно на глутен, треба специјална храна да јаде. Оди на курс, оди на спорт, има посебни здравствени потреби на така натаму, значи ако има такви ситуации, тој износот додава на износот на основни трошоци. И onda што е интересно, значи трошоци за одмор патување така натаму, тоа никогаш не влегува во износот на издршката. Значи секој родител си го подмирува тоа во согласно со своите потреби во времето кога е детето со него. Така да интересно е што овие трошоци се тргнати на страна од одредување на издршката. Сега има 4 чекори како се определува. Чисто само да ги повидиме сега, ќе видите после значи во Excel кога ќе се седне многу полесно како се прави тоа. Прво утврдување на основни потреби на детето според таблицата за трошоци и утврдување дали има дополнителни трошоци, па приходите на секој од родителите да се утврди пропорцијата колку треба да е учеството на секој од родителите. Утврдување на времето, кога секој родител помина со деца, значи едно е колку треба, а друго колку реално допринесува и разликата е практично алиментацијата што треба да се исплати. Разликата е таа што треба да се надокнади на другиот родител во случај ако помина повеќе време со децата.
ова е интересно да се спомнат дополнителни информации, значи доколку родителите заработуваат еднакво и поминуваат еднакво време со децата, не се определува издршка, значи не само да поминуваат еднакво време со децата, туку и да заработуваат еднакво, за да немаме ситуација кога детето живее недела дена како принц кај нивниот родител, како просек кај другиот родител. Значи битна е и заработката. Издршката може целосно или делно да се плати во натура, значи место да плаќаш на сметка да се уплати за курсеви, за спортски активности, за екскурзии и така натаму. И за потребите на моделот, значи земавме тука некои минимални износи 1000 денари, значи доколку едниот родител не остварува приходи или помалку од 1000 денари, се зема дека се 1000 денари. Сега, пошто ова вака делува малку сложено, да одиме на Excel табелата, само да видам се дали можам да. Само кратко, Да, кратко ќе биде. Еве, табелата на трошоци. Ова се основните потреби на дете. Да спомнам, значи битна работа. Ова табела прави на 2019 година, значи што ги гледате, треба да се коригира за некои можда 30% нагоре. Правена врз база на хрватската табела. Исто се вака поделени, значи заработките на родителите и годините на децата. Со споредба индексот на цена дојдовме до овие вредности кои што во тоа време нас не делуваат доста реално. Сега видиме како се пресметува. Еве го моделот, значи имаме ситуација еве дете од 6 до 11 години, приход на родителите 6 до 70.000 денари, 10.200 земаме дека е нели основни потреби, 3.000 да речеме има дополнителни потреби. И сега гледаме, значи, како се го определува според приходите. Еве, например, едниот заработува, да речеме, овде да речеме погрешно, затоа што се стави 45-30.000 денари, еве да речеме. Приближно исто заработува, 35 со 30.000 денари, се прави пропорција, значи колку треба да бидат на едниот родител, колку на другиот родител. Ова е колку треба. Следното е колку реално учествуваат родителите, значи едниот 120 дена поминува да речеме, другиот 245. И значи сега имаме разлика што колку треба, а колку е. И таа разлика со проста математичка операција е да се утврдува тука. Значи едниот родител, овој што е во плюс, треба да му плати 2768 денари на тој што е во минус на другиот родител. Оно што е интересно е овој пети чекор, значи оние трошоци што се за школа и градинка, кои што не се секој месец, например на лето се паузира, и кои што не зависат од времето и од заработката, значи едноставно треба да се поднесуваат, се делат пропорционално на заработката на родителите. Да, например, овој случај ми плаќа 5 едни од 4. Се видите колку интересно да речеме да одиме на повисоки износи. Еве да речеме имаме ова 14.600 до 90 до 100.000 заработуваат 20 родители, поголемо дете 12 до 18 години. Еве да предвидиме и 6.000 дополнителни трошоци. Еве, например, значи 70-25 е соодносот на заработката. Сега да видиме значи како е поделено времето. Да речем, прилика дека приближно време го гледат. Сега автоматски се излегува колку треба да се доплати од страна на едниот родител. Еве во овој случај, значи 5290 денари. Значи во принцип ова што го збориме све може со овој модел лесно да се утврди. Ова е добро да речеме да има ваков модел и во судовите, значи повозможува предвидливост за странките, а лесно е нели за судиите да ја донесуваат таа одлука. Значи, она што сакам да нагласам е, значи целосно се менува концептот на пресметка на алиментација. Не колку заработува едниот родител да биде основа, туку колку му треба на детето и колку двајцата можат да придонесат за детето.
Па и сега основа и не може да се вели вака кога го гледам детето, па цело време има потреба детето. Да, ама ајде да не го дополнително ќе го важиме тие стави, мислам дека и публиката која што внимателно слушаше и цело време не следеше што говоревме, прво да ги уважиме нивните прашања, да им дадеме прилика или коментари. Ај, господине, со однос на тоа што вие први се јавивте, само не знам технички како ќе го изведеме тоа да дојдете до микрофона, ама може да се приближите до обидот. Тоа би било најдобро. Па јас да кажам прва, само ајде, пошто се јави претходно, како и да е, договорете се вие меѓусебно за редот. Ајде, поведете. Добро вечер, Владко Пиповски, активист за човекови права на децата. Поздравам трибината, гостите, иницијативата, благодарам што се залагате. А јас бев председател на Сдруженијето Емоционално здраво детство, кога во 2009-2010 го инициирав негова, се познаваме со луѓето, таму е сегашниот председател Велимитевски, татко на 3 деца. Би сакал да прашам дали човековите права на децата се загарантирани со закон или зависат од нечија добра волја на некој возрастен. Ова затоа што цело време слушам родителски план. Детето никој не го прашува. Семеен план и детето ќе се праша. Дали законот предвидува невербален говор на детето? Тоа психологот подобро ќе ни каже. Значи, прво тоа што со закон не е утврдено на која возраст детето има право да се изјасни. Не, детето има право да се изјасни од најмало возраст невербално. Со невербален говор. И тоа психолозите многу го знаат. И сите што знаете дека јас сум многу добро подготвен за ова, би бил благодарен да ме вклучите во вашата екипа. Благодарам. Со задоволство имате, некој да му го упатите конкретно прашањето или сакате екипата да го истрабира? Значи, ова што беше споменато е навистина клучно прашање. Еден од најголемите недостатоци на сегашниот закон за семејство и воопшто, не само на закон за семејство, и на другите закони кои што ја третираат оваа проблематика е тоа што ги третираат децата како објекти на кои што некој треба да им даде заштита. Дали е тоа државата, дали се тоа родителите. Напротив, современата концепција тргнува од тоа дека детето е субјект на право и дека тоа треба да има изворни права кои што никој не може да му ги ограничи. Од тие причини ние во законот, односно во нацрт законот, имплементиравме неколку одредби од меѓународни конвенции, меѓутоа тие малку и подетално ги разработивме. Прво, како основно начало е началото дека детето има право да го искаже своето мислење во сите постапки во кои што се решава за неговите права и интереси, а на тоа мислењето му се даде значење и тежина во зависност од возраста и зрелоста на детето. Значи, тоа е основниот принцип. Понатаму тоа е разработено во сите сегменти од законот, така што и центрите за социјална работа, и судовите, и родителите, значи имаме посебна одредба и за родителите, се должни да ги земаат во предвид ставовите и мислењата на детето кога се носат одлуки поврзани со правата и интересите на децата. Така што мислам дека тука е направен еден значаен исчекор во однос на поголемо почитување на интересите на децата. Јас пред повеќе години бев во Словенија, видов тоа како функционира таму. Да кажеме, судијата во Словенија може да одлучи лично да го сослуша малолетникот кога носи одлука за вршење родителското право по развод на брак. И тоа како функционира, во судот има посебна просторија која што личи на дневна соба. Има телевизор, има играчки и децата тука едноставно доаѓаат, се играат, се опушта. Судијата не се облекува во тога нормално, туку има можност да помине неколку сати со детето. И тој сигурно нема да го праша, бидејќи тие се едуцирани. Добро, ти повеќе сакаш да живееш кај татко ти или кај мајка ти. Туку едноставно преку таа комуникација веќе го има претходно мислењето на Центарот за социјална работа, мислењето на психологот, на социологот, на просветниот, на педагогот, го има и ставот на родителите, меѓутоа има можност и детето да го види и со него да разговара.
Таа можност сега ја предвидуваме и ние. Така што освен тоа што ќе го добие мислењето на Центарот за социјална работа, судијата може да одлучи дека во крајна линија одлуката е негова, не е на Центарот. И сега малце ги имаме извртено работите, практично центрите и мислењето на центрите се апсолутно решавачки. Имаме изјава, мислење. А сега со оваа измена, значи, малку ги ставаме работите на вистинско место и клучна е улогата на судот, така што и судијата ќе може лично да го сослуша молитникот. И во однос на ова прашање морам да кажам дека во глобални рамки, ние тоа го следевме во сите законодавство, значи кога го работевме законот, ги имавме предвид законите на сите европски држави, и имавме предвид судската пракса на Европскиот суд за човекови права, која што за жал за Македонија не е многу поголема. Имаме случаи кои што се случаат митови против Македонија, олури против Македонија, каде што Македонија е осудена за непочитување на членот 8, тоа е правото на семеен живот, токму поради проблеми во вршење на родителското право по развод на брак. Имавме предвид и судската пракса на македонските судови и така натаму. Тоа прашањето за можност детето да каже своето мислење е доста осетливо, затоа што тука секогаш има можност неговото мислење или да се влие од страна на едниот или од страна на двајцата родители или на некој трети лице. И затоа ние како општество мораме во оваа реформа, не само законска реформа да направиме, мораме да направиме суштинско свртување на општеството кон овие битни прашања. Ние како општество 30 години се занимаваме со небитни прашања. А децата... Затоа што, еве ги, законите за семејство се стари 50 години. Значи, некој не се фокусирал на оно што е битно за сите граѓани. Ние во овој граѓански закон, освен семејното право, го имаме и наследното право, облигационото право, сварното право, меѓутоа суштинската реформа е во семејното право. И да не должим многу. Се обидовме да најдеме вистинска мерка помеѓу тоа детето да има можност да го каже своето мислење, не стававме возрастна граница, затоа што возраста е тешко